Оваа награда ми е посебно битна, навистина е една импресивна награда, прекрасна награда. Сум пресрекна затоа што е доделена од жени, за жена. И едноставно тоа е еден доказ дека еве можеби чекорам по вистинскиот пат на делот на развојот на бизнисот, кој што вклучува и комуникација со многу жени, вклучува и дека ете работиме на еден концепт што значи Елена Лука Груп како една општествено одговорна компанија, што е верификација дека со нашето менторирање преку фондацијата Елена Лука правиме убави нешта за сите жени, за младите жени, за тие кои што почнуваат нешто во делот на својата бизнис кариера. Така да, навистина сум пресрекна затоа што ги гледав и срекните лица на жените кои што ме номинирале и кои што гласале за мене и кои што сметале дека оваа година 2024 Елена Лука треба да биде жената на годината. Благодарам на вистина. Реално многу значи поддршката како и во се друго животот, така и во бизнисот. Кога ќе размислам како жена за жена одредена поддршка, можеби моите патишта и во еден дел сум ги одела сама, меѓутоа пак точно знам каде се тие тешки моменти во развојот на својот бизнис концепт и колку значи женската поддршка, некој да може да ти биде ментор на тој пат, изградени здрави женски лидери кои што ќе ти укажат на одредени точки во развојот на бизнисот, каде да обрнеш внимание, како да внимаш, како да дојдеш до некои финансиски ресурси, до инвестиции за твојот бизнис концепт, на кој начин да го пласираш тоа што го работиш. И уште поважно, Елена Лука преку својата фондација Елена Лука работи такви проекти, правиме и емоционална и психолошка поддршка во делот на менторирањето и им помагаме на сите тие жени да издржат на тој специфичен, реално тежок пат до успехот, за да не се откажуваат, затоа што успехот и не се стекнува толку лесно. Реално разговарам доста со млади жени, девојки, жени кои што сакаат да почнат во делот на бизнисот. Отворено разговараме за нивните бизнис идеи, концепти, размислувања, некои се реални, некои не се. И тоа може да не се случи, некад имате визија, меѓутоа таа не кореспондира со реален бизнис план и практично е нонсенс да вклучувате енергија во тоа. Меѓутоа онаму каде што се гледа дека е остварливо нешто, дека со голем труд и здрава стратегија бизнис може да се оствари, а недостасува самодовербата поради неискуство или поради профил на човек, буквално поради неискуството, тука доста работиме, како што кажа во делот на комуникација како ментори. Во делот преку фондацијата Елена Лука работиме на такви проекти, на такви работилници, разговори, каде што емоционално и психолошки жените се охрабруваат да влезат во тој бизнис концепт и да си докажат себе си дека тие можат да направат таа реализација уште во оној момент кога се сетиле дека таков бизнис, уникатен, иновативен концепт веќе направиле. Така да, што ми ја имаш идејата, многу полесно, доколку се направат здрави анализи бизниси и се искористат принципи магични за успех во работењето, уште полесно ќе дојде успехот. Така да, тука сме секојдневно за нив. Пред се сакам да и честитам на Елена Лука за добиената награда Жена на годината. Годинава последни пат се организираше конференцијата Жени предприемачки, по петти пат избор на Жена на годината. Изборот на Жена на годината се организира преку номинација, еден месец пред настанот од прилика, тоа течеше некаде од средината на ноември до сега. Се номинираат во 10 групи жени по различни дејности, дали тоа е жена инфлуенсер, дали е жена на годината, дали е жена на менаџер и така натака. Се номинираат. Тој што ќе има најмногу номинации, се сублимира резултатот, правиме табела, првите 5 жени кои што имаат најмногу номинации, тие ги префрламе кај жирито, 10 члено жири, од различни дејности, имаме од бизнисот, од медиумите, од спортот, од науката, различни профили на жири комисија и врз основа на нивните гласови, потоа го добиваме конечниот резултат. Знаете ова година дека тоа беше најдобра жена на годината, Елена Лука. Во креациите на Елена Лука, една жена може само да се чувствува совршено. Мислам дека сите сме сведоци во Македонија, па и пошироко, меѓутоа тука посебно жените Елена Лука го перцепираат како број 1 бренд во модната индустрија. Нема жена која што
кога ќе влезе во салонот и во модното ателје на Елена Лука, нема да се заљуби барем во едно парче, а јас да бидам искрена, кога го видов овој фустан, навистина беше љубов на прв поглед, совршена елеганција, гламурозност, едноставно фустан кој што секоја жена би го посакала. И многу сум среќна што имав денеска можност да носам една ваква уникатна и автентична креација. Така, панелот, а и целиот денешен настан изобилуваше со една убава, можам слободно да кажам, женска енергија, која што е поприлично моќна. Пораката која што сите панелистки ја испратија, особено Елена Пандев, Елена Лука, која што беше дел од панелот, повеќе од сигурна сум дека допре до секоја жена. Обично на вакви настани жените се пријателски расположени и настроени, некако им се ослободува оној женски дух, онаа женска енергија, си ја препознаваат меѓусебно, расположени се помеѓу себе да си помогнат. На ваквите настани настанува вмрежување. Овие настани се настани кои што завршуваат исто така со голем број на соработки и мислам дека и во иднина уште повеќе треба да се обрне внимание, не од аспект на феминизам, меѓутоа од аспект на едно убаво дружење, за да покажеме дека и ние жените сме моќни и ние жените можеме да дадеме огромен придонес за општеството и ние жените една со друга си помагаме, си соработуваме, можеме секого да сослушаме, да дадеме совет, да бидеме добри ментори и силна поддршка. Прво сакам од моje лично име да и честитам на господјата Елена. Мислам дека заслужено оваа награда отиде во вистински раце. Сите знаеме брендот Елена Лука и жената која што седи позади овој бренд, на кое високо ниво котира во овој општество. Навистина е жена за пример и на самиот панел се види една жена која што е амбициозна, се види една жена која што во позадина има огромно искуство, жена која што сака да помага, жена која што стои на располагање буквално за сите оние кои што се заинтересирани за бизнисот, а посебно за жените и оние кои што припаѓаат на помладата генерација. Жена која што е спремна да помогне за сите, едноставно титулата Жена на годината отиде во вистински раце. Честитки, се надевам дека ова само ќе биде уште еден поттик и еден ветер во грб и понатаму да не застане тука, да продолжи со своите успеси и да си ја продолжи својата кариера и да дава уште поголем импакт во општеството. Така, навистина е особена гордост и чест кога жените гласаат за вас, особено кога стилот станува збор и, но како што кажа многу соговорнички денеска кои што учествува и се дел од оваа манифестација жени предприемачки. Тимот навистина за да успееш не можеш да бидеш сам и мојот долг поддржувач за да иде со овој стил на некој начин бидам инспирација за останатите, да одговорам на сите оние задачи кои што секојдневно ги работам и на малите екрани. Елена Лука е тука навистина да ми помогне да одговорам на сите предизвици, да изгледам соодветно за секоја пригода за која што нели станува збор. Изминатите години соработуваме одлично, се надевам и дека во иднина ќе го правиме тоа. Вашиот тим, вашите креатори, секако начело со Елена, секогаш е добитна комбинација, како што знам да кажам, затоа што едноставно веруваме, се поддржуваме и си даваме инспирација да бидеме инспирација пред се и за самите себе, а и за останатите во општеството.